3.500 љубители на боксот. Вечерва ќе се одржи еден навистина боксерски спектакл во кој што на рингот ќе можеме да ги поздравиме, да ги поддржиме, а очекуваме и да ги прославиме победите на Тони Јаневски и Тони Насковски, нашите професионални шампиони. Во супер бантам категорија во првата борба, која е предвидено да трае 6 рунди, значи тоа е воведна борба, Тони Јаневски ќе боксува против Милан Манчик од Чешка, додека во втората борба, која е многу позначајна, бидејќи тоа ќе биде меч за интерконтиненталната светска титула, еве го и победничкиот колан, кој ќе го освои Тони Насковски Македонија или Јаромир Адам Чешка. Ние очекуваме победа на нашиот шампион, очекуваме пријатна боксерска вечер и мало боксерско освежување по оние фудбалски возбудувања од светското првенство во Кореја и во Јапонија. Тоа е добро, малку вака да има и миксувана програма, особено е добро кога на рингот имаме можност да гледаме две наши силни момчиња кои ќе имаат поддршката овде во салата Кале. Да кажам дека судија на рингот ќе биде Цачо Андрејковски од Бугарија, водовен судија Љубомир Сибиновиќ Македонија, инаку во суперлесна категорија за интерконтиненталната светска титула во верзијата на ВБН. Представник од оваа верзија Ерик Калтон од Белгија, додека пак представник на Европската федерација Емил Аладжем од Бугарија, Венцислав Николов е супервизор и тој доаѓа од Бугарија. Го гледате на вашите екрани, Тони Јаневски го очекува својот петти настап на профи рингот, противник ќе му биде Милан Манчик. Борбата, реков, е во супер бантам категорија за боксери до 54 кг и 500 грама. Треба да трае 6 рунди, дали ќе трае толку зависи од тоа како е подготвен и расположен Тони Јаневски, а зависи од тоа за каков боксер се работи, што се однесува барем за противникот од Чешка, чиј тренер е Роман Покорни. Своевремено Покорни беше боксерски шампион, беше тренер на репрезентацијата на поранешна Чехословачка, потоа и на Чешка. Инаку тој работи во кампот во Ним во Франција, каде што има многу боксери од цела Европа и од африканските земји, посебно од северниот дел на Африка, мислам на Алжир и Мароко. Го гледате Милан Манчик, кој има 29 години, 3 години е постар од нашиот шампион. Тони Јаневски, инаку 26 години, тој е роден во Скопје, тука ги мина и најубавите боксерски мигови во својата кариера, петкратен шампион на Република Македонија, учесник на светското аматерско првенство во Берлин 95-та и на Европското првенство во Вејле 96-та година. Го гледате Тони Јаневски, тој како аматер боксуваше во популарниот клуб Далфуфо, а сега има профи клуб Црниче. Негов тренер е Миле Смилевски, постојано е тој со своите боксери, а многу му помагаат во реализација на тренинзите и Љупчо Павловски и Вангел Димков. Тука и докторот Андон Чибишев. Тоа е еден тим кој работи повеќе години и еве тим кој можеби вечерва ќе го прослави својот најубав миг од како работаат заедно, се разбира, доколку Тони Насковски ја освои интерконтиненталната титула. Милан Манчик од Чешка, 15 години е на рингот, како аматер има 180 мечеви, има освојувано шампионски титули во Чешка 3, на профи рингот е 3 години, има 10 меча, 5 победи и 5 порази. Нашиот Тони Јаневски 4 мечеви, сите 4 победи, инаку стартуваше во дуелот против Николај Михајлов минатата година од Молдавија и успеа да го совлада на поени во 6 рунди. Цачо Андрејковски, поранешниот европски првак, е судија на рингот, доаѓа од Бугарија. Ако се сеќавате, тој го водеше и оној боксерски спектакл во Битола, а битолчани се вечерва овде да му дадат поддршка и на едниот и на другиот. Тони, почеток на мечот, прва рунда.
Тони Јаневски со грб свртен кон вас со црвени гакички во дуел во меч со Милан Манчик од Чешка. Супер бантам категорија. Двајцата се слично градени, речиси исто високи, па ќе видиме сега кој каква тактика ќе примени во текот на борбата. Манчик на почетокот демонстрира некои манири на профи боксер, искусен боксер, погледнете. Оди лево десно и подготвен е за ескиваджа, отстапува веднаш во првиот момент на налетот на Тони Јаневски, тој оди назад, а напаѓа, еве сега може да се види со левата рака, впрочем со неа отвора простор, а по се изгледа спрема удар со десната, десен директ. Сега Тони Јаневски ќе има веројатно прекин, да, прекин, бидејќи одеше ниско одеше Манчик и интерно помена. Тони Јаневски беше во налет. Ќе треба десната рака постојано да ја држи високо крената Јаневски, да не му дозволи со левата да пласира прв удар Манчик. Сега се обиде со десната да пласира удар во плексус, но налета на контрата на нашиот шампион. Тони Јаневски чека шанса. Шета, го снима противникот. Ја подготвува својата левица да ја пласира. Дали ќе дојде тој миг во првата рунда? Отиде ниско Манчик и имаше промашување на Јаневски, иначе добро мислеше. Јаневски води мирна борба. Го контролира Манчик и завршува првата рунда во која што имаше испитување на силите. Во овие моменти очигледно беше оти Тони Јаневски не се впушта во непотребен ризик, водеше тактичка борба и практично го откриваше својот противник, ги откриваше неговите добри, нормално и лоши страни. Едно промашување со левиот директ на нашиот боксер видовме, а еве сега Милес Милевски го советува како да ја продолжи борбата. По се изгледа ќе треба Јаневски од време на време да ја преземе иницијативата, прв да тргнува со десната рака напред, да го отвора гардот на Манчик и на тој начин да создаде простор за пласман на левиот директ. Повеќе од 2500 гледачи ја следат ова боксерска профи ревија. Инаку да кажем дека мечевите требаше да се одржат на градскиот стадион во Скопје, но организаторите во последен момент се предомислија, се уплашија од времето, да не биде дождливо, и што е сигурно, а добро и овде се создаде на вистина еден одличен амбиент. Втора рунда. Дали ќе стигне контрата на Јаневски, се обидува. Поврза два директни удари, еден кус и еден подолг директ. И сега се удари во тело, Манчик сака да го далечи од себе Јаневски. Она што го прогнозира, тоа се остварува. Реков дека треба да тргне, да биде поактивен и така е во оваа втора рунда. Но истовремено треба да му препушта и на Манчик да оди напред и евентуално да контрира Јаневски. Добро се заштитува, ја заштитува главата Јаневски.
Андрејковски ја прекинува борбата. Имаше тука нечисти удари. И сега имаше еден лев директ, право во целта погоди Јаневски. Дали ќе проработи неговата левица, полна е со експлозив. Еве се обидува нов лев директ. Манчик нема решение, сега мора да отстапува од време на време. Обрнете внимание, тој ја влече десната рака на Јаневски и на тој начин го изфрла од ритам. Меѓутоа не попуста Тони, оди напред. Тони ечи овде во салата во Кале. Сега се повлекува малку до јажидата, ја смирува борбата Јаневски, но ми се чини дека тоа е затишје пред бура во завршицата од втората рунда. Сигурно ќе тргне, еве го тргнува. Сега изненаден беше Манчик и со боречки зафат гледате бара спас во овие моменти. Повторно на ист начин. Бара одмор. Тоа е начин да се одмори. Еве по трет пат. Како да е деконцентриран, раздишан по онаа серија, повторно лев аперкат и крај на рундата. Се спаси Манчик, во налет беше Јаневски, чекаше, реков, затишје пред бура и така беше. Навистина прекрасна борба, одличен е Јаневски, така да продолжи. Јаневски ја презема иницијативата и одличен беше во оваа втора рунда, воодушевени гледачите. Делириум овде во салата, погледнете, го изненади со десната рака. Манчик мислеше оти десната му е само да отвора простор, но отиде во налет и со таа десница пласираше удар Тони Јаневски, па Манчик беше различен. Тоа беше првиот момент во кој што вака малку делуваше зашеметено. Тоа го почувствува Тони Јаневски и веќе во следниот момент тргна во офанзива и имаше ефект, профитираше, пласираше удари. Манчик има 29 години во професионалната на оваа страна, полево таму во вториот ред е целиот штаб од Битола што го организираше мечот на 6 април во градот Потпелистер, каде што битолчани можеа да уживаат во настапите на Тони Јаневски и Тони Нацковски. Почеток на третата рунда. Сега да видиме дали ќе ја смири малку борбата на почетокот. Не верувам дека ќе биде мирен во текот на овие 3 минути Тони Јаневски. Лев директ. Најава за нова офанзива. Десна па лева, видовте со десната отвора простор, левата пласман. И еве лев директ, одлично пласиран. Се обидува да го задржи високо гардот Чехот. Чехот доаѓа од Прага. Сојски важа се обиде да го избегне налетот. Тони Јаневски не се ни обиде во следниот момент од како пласираш удар да тргне во нов напад. И тој малку зема здив, се одмара. Добро работи, одлично се движи. Отстапува Манчик, не е како во првата рунда, почувствува дека има сила во нашето момче и сега Јаневски да видиме дали ќе тргне кон средината од оваа рунда во нова офанзива. Повторно лев директ. За аплаузи, за воодушевување, за поддршка, стигнува поддршката. И еве нов удар, лев директ за шеметене Манчик. Мора да реагира Сачо Андрејковски, судијата на рингот. Му брои на Милан Манчик, на Чехот. Дали ќе може да продолжи? Покажува дека може, продолжува борбата, но ова се тешки моменти за него. Комплетна иницијатива на Тони Јаневски. Сега добро би дошол лев директ, еве го. И уште еден, ако може, се разбира. Манчик е храбар.
го покажува тоа и покрај тоа што беше разнешен, ја продолжува борбата и од време на време и тој со скок, погледнете, се обидува да нападне, но тешко може да дојде до целта. Јаневски се движи на рингот како голем професионалец. Долгото присуство на аматерскиот ринг му овозможи да се здобие со неопходното искуство и еве сега тоа добро доаѓа во дуелот со Манчик. И еве нов удар, тоа беше аперкат и на подот по втор пат во оваа рунда. Во нокдаун е Милан Манчик. И во овие моменти повторно среќа за Манчик. Исто како во претходната рунда. И сега гонгот го спасува. Во вистинско светло го гледаме нашиот шампион Тони Јаневски. Покажува дека е одлично подготвен за тоа голем придорец има Милес Милевски. И неговите совети се од голема корист. Пасионираните љубители на боксот, оние што се секогаш со нашите шампиони, знаат што значи Милес Милевски за Тони и Тони, за двајцата наши шампиони. Милан Манчик зема здив и еве сега му го кажува на истото, нема што да менува, напад со десна, потоа удар со левата често може да пласира директ, а може и аперкат и тоа би било добро да го менува ударот во нападот, зашто не ќе знае на тој начин Манчик од која страна да се брани и како да го постави гардот. Но битно е Тони Јаневски да го отвора гардот и да тргнува во напад веќе во следниот момент од како ќе го отвори, да не му даде втора шанса на Манчик да се покрие, да се заштити и да го избегне нападот на нашиот боксер. Ја очекуваме четвртата рунда меѓу гледачите, меѓу оние пасионираните и Ставре Чиков, државниот јавен обвинител во друштво со познатиот естраден уметник Војо Стојановски. И тие со интересирање го следат мечот, исто како и гледачите. И нормално подскокнуваат од своите места во секој момент кога е Тони во налет. Еве нова офанзива. Ниско оди напред да се заштити Манчик, но не успева. Посилен е Јаневски. Повторно Тони. Многу сигурно делува. Се лизна Манчик, немаше овде удар. Очигледно е се обидува и тој да пласира удар, но не верувам дека ќе успее во тоа. Многу стабилно делува нашиот шампион. Левиот директ повторно проработува, да видиме сега во следниот момент. Еве аперкат како во претходната рунда. И нема броење, смета дека се лизна противникот, но еве сега нов удар во плексус и Манчик, не знам дали ќе продолжи. Ова е трет нокдаун, дотрчува тука секундантот, помошникот на Покорни и дали ќе се покори Манчик, дали не може да продолжи. Победа на Тони Јаневски. Во петтиот настап победа со нокаут во четвртата рунда. Браво Тони, одлично одбоксува и борбата е прекината. Не можеше да продолжи. Манчик, победа на Јаневски во четвртата рунда. Во првиот настап победи на поени, во вториот на сличен начин со класичен нокаут, победа исто во четвртата рунда против Костов од Бугарија. Во третиот, во петтата рунда технички нокаут против Михалидис од Грција, потоа класичен нокаут во третата рунда против Тонте Санова од Грузија во Битола. Победа на Тони Јаневски и Тони Јаневски полека, но сигурно чекори на профи патот, чекори онаму на оној пат кој Тони Насковски веќе го има минато. Со ова сакам да кажам дека и тој се ближи кон оние достигнувања
на Тони Насковски и можеби брзо ќе дојде моментот кога и тој ќе има шанса како Тони Насковски да се бори за некоја титула во некоја верзија. Го очекуваме сега прогласувањето на победникот, тоа ќе биде само формално прогласување. Сачо Андрејковски проверуваше дали се работи за потешка повреда кај Милан Манчик и еве победа на Тони Јаневски. Браво Тони, петта победа во петтиот професионален настап, петкратен шампион на Македонија во аматерски бокс, учесник на светското првенство во Берлин и на европското првенство во Вејле. Сите овие настапи многу придонесоа еве да се развие во врвен боксер и веруваме дека така ќе продолжи да ни приредува вакви радости. Ги очекувам сега Миле Смилевски и Тони Јаневски да дојдат тука за она вообичаено интервју, за да ни ги пренесе импресиите од мечот, а во меѓувреме гледаме како изгледаше онаа завршница, аперкатот стигна правовремено. Ова беше првиот момент кога Андрејковски даде знак дека нема нокдаун, но веќе во следниот момент доаѓа до она што значеше крај за Манчик, а сега Тони Јаневски оди таму лево, се поздравува токму со оние за кои што зборував, битолчаните кои се секогаш со нашите двајца шампиони, организира еден прекрасен меч во април и сега сигурно помислуваат на нов таков спектакл таму. А еве го Тони и повторно ќе ве забавува добра борба на профи рингот. Како го доживеа овој химна посветена борбите ми на се се Тони подобри, се Насковски. надам така и ќе продолжи. Повелиот. Имав многу добра Значи специјално за Тони советите на мојот тренер. Многу сум среќен, ќе бидам уште посреќен ако и мојот колега ја осета толку посакал на светска титула. Левицата е свежа, гледам. Да. Само беше активна. Отлично, браво. Миле, јас реков веројатно ќе го советува со десна па лева. Во втората рунда така беше, а почувствува дека во првата беше мирен, веројатно според договорот. Да, па вака, ова беше еден од најдобрите мечеви на Јаневски во својата кариера, професионална. И следниот меч ќе биде за балкански првак. Очекуваме да стане балкански првак. Избоксира како што треба, школски. Тоа ништо. Миле, подготви го другиот Тони и ќе се видиме повторно. Опира ова музика и овој глас до вас, тој е Орце Стефановски, царот, кој компонираше специјална песна или химна наменета за Тони Насковски, за нашиот шампион. Имаат многу симпатизери Тони Јаневски и Тони Насковски и тие секогаш ги следат, им даваат подршка. Впрочем, и го заслужија тоа, еве го и Саше Петковски, поранешниот фудбалер, инаку сега раковетен функционер во Скопски југ, Ставре Джиков и Војо Стојановски, сите честитки за Тони Јаневски. Посакуваме така да биде и по мечот на Тони Насковски. Омилени се, а веројатно претпоставувате зошто. Се работи за добри момчиња, скромни, имаат перфектно однесување, имаат еден вистински коректен однос кон пријателите, кон познаниците, кон другарите и што е битно, имаат еден супер однос кон спортот што го сакаат, кон боксот, постојано тренираат и се подготвуваат за овие мечеви. Ја слушаме химната за Тони Насковски, меѓутоа ми се чини дека имаме и економско-пропагандни пораки. Продажни места на лотарија на Македонија. Сигурна добивка, редовна исплата. Одложувалници на лотарија на Македонија.
повелете во Шери казиното на Лотарија на Македонија. Не знам дали одиме во пренос или одат се уште рекламите. Во овие моменти во салата овде, почитувани гледачи, пристигна и господинот Љубе Бошковски, министерот за внатрешни работи, кој стотуку дојде од она вежба за која што слушавте во информативните емисии на нашите полициски единици, каде што покажа максимална подготвеност и ги манифестира, демонстрира сите оние елементи неопходни за бранење на државата, суверенитетот и интегритетот и за одбрана на државата. Почитувани гледачи, имавме обврски кон овие рекламни пораки и сега судијата на рингот Сачо Андрејковски ги очекува актерите во втората главна борба во суперлесна категорија. Тони Насковски и Јаромир Адам, Насковски Македонија, Адам Чешка, борба за упразнетата интерконтинентална титула според верзијата на World Boxing Network. Тоа е, ако се сеќавате, она верзија што ги прави ранглистите во сите категории и што е најприсутна во боксерскиот магазин што имате можност повремено да го следите на програмата на македонската телевизија. Инаку во суперлесна категорија местото интерконтинентален првак е упразнето, требаше на него да се наоѓа американецот Џонсон, меѓутоа тој откако е освои титулата во предвидениот рок од 6 месеци не одбра противник или се уплаши, не ја одбра ни титулата, така ја загуби и на тој начин им создаде шанса на Насковски и Адам да се борат за таа титула. Тоа го кажа и овде на отворањето на оваа боксерска ревија Ерик Калтон од Белгија, представникот на ВБН. Инаку вчера добивме информација оти доколку поразениот боксер бара реванш, може да го добие, но не веднаш. Тоа може да се случи откако победникот ќе одржи еден или два меча во одбрана на титулата интерконтинентален првак. Интересна беше вчерашната пресконференција на која што Адам искаже еден голем оптимизам како да не гостува овде на рингот во Скопје во Македонија. Рече, ќе се однесувам како на тренинг и сигурно ќе победам, ќе освојам титулата. На тоа Тони Насковски со насмевка му одговори, вика, јас
ќе боксувам колку што можам, мојата сила ќе ја покажам на рингот, а ми се чини дека вие, господин Адам, ќе се претворите во пешкир на крајот, со кој што ќе го избришам рингот. Ете и Тони Насковски во стилот на времето Луис, сега на Тајсон, на Али, една профи изјава за противникот, за новинарите на пресот, а сега да видиме како ќе биде на рингот, го очекуваме вече. Тони Насковски против Јаромир Адам. Ги забележуваме, доаѓаат двајцата боксери тука во салата, во оваа сала во која што македонскиот спорт ги доживеа најпријатните мигови, во истата сала во која што кометалки стана европски шампионки. Еве сега оди на светската титула Тони Насковски. Го има појасот, коланот за балкански шампион и оној колан што го освои во мечот со Гоголадзе. Тоа беше меч за верзијата на Европската боксерска унија. Поздрав и со министерот Бошковски, кој веројатно му посакува успех, инаку и Тони е во оние полициски единици, специјалци, па има што да покаже. А тоа ќе го покаже и на рингот. Очекуваме да биде така. Тони Насковски во дуел со Адам. Тони Насковски, 28 години, и тој како и Тони Јаневски учествуваше на светското и на европското аматерско првенство. Јаромир Адам има и тој учествувано на светското првенство за аматери и на европското првенство. Има изборено пласман во четвртфиналето во Европа. Значи се работи за солиден боксер. Тој на профи рингот има 10 мечеви, 7 победи, 3 порази. А Тони Насковски, кој веќе е на рингот, вечерва ќе го боксува 9-тиот меч. Нема порази Тони, откако почна да победува со Бариентес од Мексико, против трикратниот светски првак за аматери Серафим Тодоров од Бугарија, кого го декласира во Велес. Нанижи уште неколку боксери и продолжи со серијата преку Трнар од Соединетите Американски држави, потоа Барто Белгија, па Соголаков минатата година во Бугарија. На рингот во Бугарија ја освои титулата балкански првак. А ова е коланот што ќе го освои интерконтиненталниот првак по овој меч. Потоа дојде мечот со Пабло Фернандес во универзалната сала, потоа во истата сала годинава со Халкидис од Грција, победа во петтата рунда, и во битола со Коба Гоголадзе во април годинава. Гоголадзе, боксер од највисок формат. И сега химната. Тоа беше химната на Чешка во знак на гостувањето овде на рингот во Македонија на Јаромир Адам, а сега нашата химна.
Тоа беше химната на нашата држава. И тоа ќе биде уште еден стимул за Тони Насковски во вечер со Јаромир Адам. Инаку личностите и во овој меч се исти. Цачо Андрејковски од Бугарија, поранешниот европски аматерски шампион. Тој е ринговен судија. Љубомир Сибиновиќ, познатиот арбитар од Македонија, кој помина и ги води профи мечевите, не е веќе на аматерскиот ринг, ќе биде бодовен судија. Супервизор е Венцислав Николов од Бугарија, потоа представник на World Boxing Network Ерик Калтон од Белгија, а представник на Европската боксерска унија Емил Лаладжем од Бугарија, кој е председател на Бугарскиот боксерски сојуз. Ова е коланот освоен во Софија минатата есен во дуелот со Голаков. Тоа беше меч во 10 рунди во кој што победи на поени нашиот шампион, а кога се победува на тук ринг на поени, можете да замислите што значи тоа, каква била супериорноста на гостинскиот боксер во случајов на Тони Насковски. Експлозија од воодушевување, се очекува мечот. Тони, исто како во претходната борба. Нема што да сгрешат гледачите. Тони доминира и во првата и во втората борба. Името на шампионите е исто, презимето различно, па најлесно е да се навива така. Тони Насковски го очекува мечот со Јаромир Адам. Консултација пред борбата, нормално смирување. Ќе видиме колку ќе биде мирен Тони Насковски, ќе видиме дали од почетокот ќе тргне во офанзива. Не верувам дека ќе биде така, сигурно ќе истактизира за да ги открие евентуалните слабости на противникот и да види што е она што е најнеопходно да го преземе во текот на борбата и едноставно на каква борба да се ориентира. Предпоставувам каква фајтерска, тој и не може поинаку, но малку повнимателна. Почеток на мечот и среќно за Тони Насковски. Тесто на екраните. Го мерка со погледот противникот во почетните секунди, се заштитува во гардот, му дозволува на Адам да го спушти ударот, но тоа може да биде опасно, зашто брзо знае да распали Насковски. Адам 24 години, 4 години помлад од Тони. Се заштитува во гардот, еве повторно го крева, левата рака е повисоко. Ова е оној така наречен двоен декон. И сега со левата најавува полека, но сигурно Насковски напад. Еве стигна една прецизна левица. Кроше. Адам бега кон јажината и постојано е боксерот што отстапува. Насковски чекор напред, а кога Адам тргнува, не бега назад, туку застанува на место, стои и чека како пред малку. Еве го тој момент. Може да пласира удар одблизу, тоа е негова добра особина. И тоа силен удар, не само формален, туку така, туку на вистина удар што може да донесе поен.
Се обиде Адам со десната рака да пласира удар во плексус, но добро се заштити Насковски. Мечот долго треба да трае, ако трае до крајот, 12 рунди, па затоа не треба да се форсира многу на почетокот. Лев низок, па висок удар и крај на првата рунда, во која што имаше максимална контрола врз својот противник Тони Насковски. Мораше вака да боксува по она изјава на Адам вчера дека ќе победи сигурно и дека овој меч го сваќа како тренинг, но не верувам дека ќе биде така. Во првата рунда Тони Насковски внимателен, имаше, реков, кога заврши рундата, максимална контрола на противникот и само кога ќе му се укажеше чиста шанса, тогаш одеше во напад и се обидуваше да пласира удар. Неговиот противник во 2-3 наврати се обиде со десната рака, навидум како да оди со неа да отвори простор, но по се изгледа, еве тоа се виде, тоа требаше да биде оној прв решавачки удар за поен, тоа го почувствува и го откри Тони Насковски. Имаме обратна ситуација од оној настап на Манчик претходно, чехот тогаш одеше со едната рака, отвораше простор да пласира удар со другата, а сега Адам со првата, онаа рака што му е напред, со неа го изведува првиот удар и веројатно потоа ќе уследи втор, доколку Насковски му овозвожи. Добро се заштитува во гардот Насковски. Но ја следи ситуацијата, навидум вака кога гледате се добива впечаток дека не гледа, нема представа што се случува, но не е точно. Фрла поглед меѓу двете ракавици и гледа во каква позиција е Адам, за да знае и тој да одбере позиција за напад. Обид за лев аперкат, претходно десно кроше, имаше промашување, доколку погодеше, добро ќе го наместеше противникот на левиот директ. Адам се обидува да пласира удар и веднаш се крие во ракавиците. Сега лев директ забележа прецизен и обид за аперкат и тоа се забележува и по зацрвенетиот нос на Адам. Значи прецизен беше ударот, тоа е најдобар показател и еве сега во напад нашиот боксер. Продолжува атакот. Ја смирува борбата, лев директ, лева па десна, тоа забележувам дека сака да направи Адам да пласира таков удар, но не може против Тони Насковски. Веднаш реагира нашиот боксер и веднаш се заштитува. Како аматер ова му не достигаше одбраната. Тогаш ке се разлутеше, тргнуваше во напад и тука го плаќаше данокот, би рекол, на неискуството. Сега е нешто друго. Одлично, десно кроше. Лев аперкат се очекуваше. Дали повторно? Еве повторно лев аперкат. И дали по трет пат? Не, десно кроше. Лев директ. Повторно лев директ. И сега веќе отворена борба. Отворена борба, нема овде толку цврст гард на Адам како во првата рунда и еве десен директ. Жестока борба. Борба за подскокнување, борба што плени. Завршува втората рунда со апсолутна доминација и супериорност на нашиот боксер. Во оваа рунда
Сигурна победа на Тони Насковски во оваа рунда. Сигурна предност. Ако првата беше равноправна со мала блага иницијатива на Тони Насковски, во оваа рунда комплетно иницијативата имаше нашиот боксер. Тоа го покажуваат и овие кадри, а тоа го покажува и фацата на Јаромир Адам, која е вака сериозно изменета од што пред почетокот на мечот. И сега Роман Покорни го советува, но дали ќе стигне, дали е концентриран Адам, дали ќе успее да го перцепира сето тоа, дали ќе влезе во неговата меморија, зашто доби неколку удари и често боксерите кога климаат со глава и кога кажуваат дека да, се ми е јасно, така ќе боксувам, кој знае каде им лета мислата во тие моменти. Доколку успее да се концентрира, да ги прифати тие совети, ќе се види одма на почетокот од рундата по неговото однесување. А неговото однесување треба да биде такво што би требало да се брани, не да оди во напад. Ако оди во напад, тоа може да биде катастрофално за него, а добро за Тони Насковски. Може да го начека на контра. Со левата рака се одбрани Адам. Обид за десен аперкат, не успеа, блокираше Насковски. Македонија се ори во салата во Кале. Нема прекин, постојано стигнува поддршката. Десно кроше, изненаден беше Адам. И лев аперкат се подготвуваше. Сега Тони добро би било нов аперкат, а потоа директ, но прво директ се обиде со левата, еве го тој аперкат во блокот. Постојано го клюка со ситни, кратки удари Насковски, својот противник. Овој со удар од залет сакаше, но загуби равнотежа и се намести на ударите на Насковски, па наместо во офанзива, налета на удари и мораше да се брани. Веднаш пресврт во дефанзива, нема шанса за офанзива за Адам. Има контрола свеше Насковски, воопшто не е начнат до сега во овој дуел. Лев директ, аперкатот не стигна. Десно кроше, ги менува ударите. Адам едноставно не знае од која страна да се брани. А има желба и тој да напаѓа, па затоа често и го спушта гардот. Малку не достигаше да биде тоа прецизно десно кроше. Во претходната рунда се виде дека со левиот аперкат кога оди, тоа е најдобро, еве и сега се обиде, така го отвора гардот и пласира удари веднаш потоа. Да видиме дали ќе биде така. И сега единствено може да се откаже од аперкат да оди на директ е во овие моменти кога Адам го спушта гардот. Иницијатива на Насковски, но Адам во оваа рунда успеа да се консолидира за разлика од претходната. Прими помалку удари, останува предноста во сите три рунди на нашиот боксер. Инаку Македонија има и интерконтинентален првак во Саше Митревски. Тој титулата ја освои во Прилеп. Митревски во Прилеп стана интерконтинентален првак на 20 јануари 2001 година во мечот со Даглас Чилемби. Таа борба траеше 12 рунди. Чилемби од Замбија. Се уште е собственик на коланот Саше Митревски. Тој на 22 треба да боксува во Кавадарци. Па еве најава на неговиот меч. А ние сме во салата Кале во Скопје.
ја следиме ревијата која еве минува во вистински спектакл, во манифестација на презентација на сила на нашите профи боксери, на Тони и Тони. Сега почеток на четвртата рунда. И не само сила, туку знаење, умешност. Тактички зрела борба на Насковски. Лев па десен директ. Тони застанува во место, чека да преземе нешто Адам, Адам не презема, па тој се реши. Доди прв. Го одби налетот, не прописно Адам, имаше свртување на Насковски, принудно. Жилав е чехот. Два обиди за пласман на аперкат, во вториот успешен, еве сега и трет обид. Четврти обид. И петти, само со аперкатите се обидува сега да го отвори гардот, еве нов. И сега е спуштен гардот на Адам. Да видиме. Форсира борба одблизу нашиот боксер. Таква борба му одговара, заштитен е од некој залутан удар на Адам, долг удар или долг директ. А тој знае да распали одблизу. Не му треба многу простор. Му треба простор едноставно колку да може да ја провре раката. Еве тоа го покажува и сега. На ваков начин, кога одат со главите напред еден кон друг и со гардот, се одмараат, но тоа не значи дека ова долго ќе трае. Еве сега 3-4 удари во серија со левата рака, право во целта. Еве четврти. Аперкат. Сега и тактички малку Тони сакаше да го спушти гардот на Адам со удар во плексус, но не попушти чехот. Ваквата борба на чехот му одговара. Кога се отвори во втората рунда, виде што го следе, па сега тактизира. Еве десен кроше. Повторно се обиде со кроше, но не беше прецизен. И завршува четвртата рунда, во која што двајцата трите минути ги искористија повеќе за одмор, но исто бараа шанса за пласман на удари. Тони Насковски, инаку најверните своји навивачи ги има во населбата Илинден, откаде што доаѓа и тој. Инаку има голем број приврзаници во целата држава. Не само од таму, со својата храброст, со своите борби, тој импресионираше и секој љубител на боксот едноставно се воодушевува од него. Големи негови навивачи, се на вечерите иска, па на некој начин е и нивни идол, мислам на децата од домот за без родители. Ги посетува таму и кажува за боксот, демонстрира нешто и тие едноставно се влюбени во него. Петта рунда. И погледнете, нема, не знам дали ќе има Адам сили. Каков удар, ова е нешто страотно, ретко сум го видел. Повеќе од 35 години сум покрај рингот, но ваков далек ретко се гледа. Во првата секунда, во нокдаун беше Адам.
зашеметен. Едноставно не знаеше што го снајди, дали има сили сега да продолжи чекот, размишане. Таков налет на Тони. Имаше слична ситуација и во 8-та рунда од мечот со Фернандес од Шпанија, но нешто подоцна. Сега речиси во првата секунда. Крвта непрекинато тече од носот на Адам. Тоа беше стравотен налет. Се уште не може да ми излези од мислата тој налет. Ја смирува борбата и сега може ми се чини да манифестира бокс како што тој посакува. По тој нокдаун и нормално доаѓа не само до зашеметеност, туку ослабува и силата на ударот на противникот, но грогираните боксери може да бидат опасни, не се штедат во тие моменти како пред малку замавнуваат и покрај тоа што се излагаат на ризици, а некој таков залутан удар па може да биде и опасен и затоа Тони треба да внимава. Ја троши силата со ниски удари Адам, но мора така да боксува зашто Насковски е добро заштитен горе и тоа е дел од тактиката на Насковски, да ја потроши енергијата Адам во удари што не носат поени, а потоа кога нема сили тој едноставно да планира да воспостави борба каква што му одговара и тактика каква што му одговара. Комплетно ја презема иницијативата. Оди напред Адам, преголема е неговата желба, но и овој пат гонгот на негова страна. Во првите секунди имаше нокдаун, стравотен налет на Тони Насковски, Јаромир Адам се уште него имаше поставено гардот, но сето тоа се случуваше во дозволеното време за борба на почетокот. И погледнете, поглед и еве го тој налет, десен директ и тука веќе мораше да оди на под Адам. Стравотен напад во првиот налет, не направи ни 3 чекори, во вториот ми се чини го пласираше тој директен удар кој стравотно заврши таму каде што требаше во главата на противникот. И погледнете како отиде наназад со главата Адам, доказ дека беше навистина силно погоден. И по тој нокдаун мислев дека ќе се загуби, но успеа горе-долу да одржи рамнотежа. Почеток на 6-та рунда. Мечот, подсетувам, треба да трае 12, прашање дали ќе трае толку. Според она што го манифестираат двајцата актери на рингот, може претходно да дојде крајот, шансите се на страната на нашиот Тони Насковски. Адам покаже една друга страна, една особина, која е може битна за боксерите, дека нема стаклена брада и дека може и покрај примениот силен удар брзо да се опорави. Тој едноставно немаше време да го амортизира ударот. Сега има простор за директ и мислам дека тоа го посакува Тони за пласма на левата рака. Лев директ. Аперкат.
Жилаво се бори Адам. Настојува да се врати во игра. Со левата отвора простор, десната е подготвена за напад. Се уште мирува десната во оваа рунда, шеста. Јасна е тактиката, лев аперкат или краток директ и потоа оној вистински директ како сега. Повторно удар во рамото, пласирано од Адам. Се изгледа и тој има силен удар, но по она канонада на Насковски тој загуби голем дел од енергијата, од кондицијата и сега тој знае колкава е силината на неговите удари и дали може тие да имаат разорно дејство. Иницијативата постојано и контролата постојано на страната на нашиот боксер. Сашо Андрејковски смета дека нема нокдаун, му дава шанса да се одмори на Чехов. Исто се случи во претходната борба, но тоа беше фатално за Марков. Јаневски веднаш код тоа го нокаутира. Шестата рунда завршува, контрола максимална на нашиот боксер. Ништо не препуста на случајност на Тони Насковски, покрај тоа тој има убава предност, тој и натаму концентриран, не се разбавнува, така Десна има шанса за тоа и сега ја предава борбата. Јаромир Адам ја предава борбата. Даде знак Роман Покорни, оти не може да продолжи. Не може да продолжи и по шестата рунда, тоа се третира како технички нокаут. По шестата рунда Јаромир Адам ја предава борбата. Тони Насковски, интерконтинентален првак во верзијата на World Boxing Network. Еве, стигнува до титулата. Ова беше оној решавачки момент. Тука веќе почувствува и Адам, немоќе на Адам почувствува дека нема сили. И на крајот од оваа шеста рунда, значи на половина од мечот, тој храбро се носеше, се бореше, боксуваше колку што можеше, но не можеше до крај. Еве, не можеше да издржи и министерот Љубе Бошковски, тој дојде на рингот да им ја честита победата и на Миле Смилевски и на Тони Насковски. Тука се сите од Сабота Насковски и Љупчо Павловски, Вангел Димков, Антон Чибишев, сите тука околу тренерот на шампионот. А шампионот го очекува моментот кога ќе му биде крената раката и тоа ќе биде официјално прогласување на Тони Насковски во интерконтинентален првак. Го очекуваме тој момент. На рингот е и Ерик Калтон од Белгија, кој треба да му го врачи коланот и се оствари она што го рече вчера на пресот Насковски, оти тој ќе поигрува со противникот и сега, добро, ајде пак ќе го повторам дека ќе го претвори во крпа со која ќе го избрише рингот на крајот, па некако така изгледаше, а не се оствари прогнозата на Адам и оптимистичката изјава дека сигурно ќе победи и ова ќе биде само негов лесен тренинг. Сега поздрав од господинот Калтон до министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски. Калтон е, инаку реков, представник во името на World Boxing Network. Овде Тони Насковски го гледате, го очекува тој момент на прогласување и на добивање на коланот и во овие моменти ќе го добие драгоцениот колан кој посакуваме долго време да остане во негови
во негова собственост. Еве сега таа чест ја има со Калтон. Калтон излегува овде како джентлемен. Таа чест ја има Љубе Бошковски, министерот. Сакам И да му сега честитам победата. Калтон му ја честита победата на Насковски. Тони Насковски, Тони овој момент е Насковски. прогласен официјално за интерконтинентален првак. Шампионскиот ремен, наградите на нашиот шампион Тони Насковски. Уште еднаш честитки по титулата Балкански шампион, сега и со титулата интерконтинентален светски шампион во верзијата на World Boxing Network за Тони Насковски. Vous pensez pour cette match? C'était un très beau combat. Tony Naskovski a su attendre. Il a été patient. Il n'a pas attaqué directement dans les premiers rounds. Il a fait la différence vers le 4e round. Et là, il a étalé toute sa puissance. Мерси. Кажа дека во првата рунда не бил толку активен, ја чекал шансата и ја дочека од втората, третата, четвртата рунда. Натаму, па еве сега, Тони, останете и вие тука, честито. Тони, браво, одлично избоксува вечерва, еве, царот овде ја интонира песната за Тони, химната. Тони, како беше во овој дуел, во овој меч? Овака, за овој момент чекам цел живот, што се вика 17 години напорна работа и претеќе сум се успеав. Во кој момент почувствува дека треба да тргнеш онака во агресивен напад? Уште од самиот почеток бев решен да победам, затоа што оваа шанса не смев да испуштам. А онаа десница во првата секунда? Тоа е нешто сосема друго. Тони, среќно се најубаво и навистина сите се радуваме на овој колан. И господине Бошковски, бевте на вежба со полициските сили, имаме силно момче овде на рингот, некако сите се наеживме. Еве јас немам зборови со кои може да ја опишам среќата, радоста за оваа голема победа и успех на нашиот Тони Насковски. Ова е прв пат во македонската историја да имаме светски шампион. Прв пат што од редовите на македонската полиција бранител стана и светски шампион. Пресреќен сум, немам зборови. Одиме натаму, сигурно. Сигурно, напред. Така, треба, благодарам. Миле Смилевски, ова е творецот на двајцата наши шампиони. Миле Смилевски имаше тешки моменти во кариерата, требаше да се издржи сето тоа, но еве се стигна до она најубавото, до титулата. Па можам да кажам дека во професионалната кариера овој меч му беше најдобар со доста јаки удари. Иако имаше и мислам во претходните мечови многу доста тешки противници, победувајќи го трократниот светски првак Серафим грузиецот Хоба Гоголадзе. Во тој меч всушност ја покажа вистинската сила. Победено 3 светски прваци и сега сам станува светски првак. Тоа е многу, мислам, успешна кариера и ќе продолжиме понатака. Биле, браво, ајде вечерва да се слави титулата и се најубаво. Почитувани гледачи, тука некаде и крајот на нашиот директен пренос. Верувам дека уживавте во ова, а еве го царот ја продолжува химната за Тони Насковски, песната која ќе се пее особено меѓу симпатизерите на нашиот боксер. Значи, Тони Јаневски вечерва победи, Тони Насковски вечерва ја освои шампионската титула. Толку од салата Кале, овде радоста продолжува, а ние продолжуваме со емисијата Гол Шоу и колегата Александар Сидоровски. Толку од мене, пријатно и поздрави.